Не знам дали сакате да гледате емисии за животните. Постојат разни програми кои третираат и таа проблематика. Интересно е кога се гледат животните, но дали сакате змии да гледате? Како тие работат, што работат, како се однесуваат во природата и така натаму. Ние денеска ќе размислуваме за знакот на змијата, која ќе ни помогне да малце навлеземе во суштина на оно што е важно во Светото писмо и да видиме зошто е тоа важно како знак што Бог го спомнува, односно Мојсија во една прилика го спомнува во Библијата. Интересно е кога размислуваме за змиите. Не знам дали сте истражували, јас овие денови малце копав по интернет и барав информации. Знаете колку врсти на змии постојат? 2400 врсти на змии. Зарем е можно? Секако ете научнаците тоа кои го истражуваат разни видови на змии, форми, облици, бои и така натаму. Интересно, во некои делови на светот немало змии. Ако истражите ќе видите каде се тоа, кои се тие места. Едноставно таму змии не постојат. Самата појава, самата гледка која ќе видите змијата, што ви поминува низ телото? Језива е, морници, едноставно не ви е така пријатно. Значи, 2400 врсти, а од тоа 400 биле отровни. И затоа мора да се внимава кога имаме контакт со змија или со змии. Ајде малце да видиме во Библијата на колку места се спомнува змијата. Пронајдов податок дека на 53 места во Библијата се спомнува змија. Може да кажеме, браке и сестри, дека Библијата почнува со змија, завршува со змија. Првите две глави, во прва Мојсеева, прва глава и втора глава, зборуваат за рајот. Третата глава е синоним за појава на што? На зло, на грев. И главна улога после Ева кој е? Змијата. Во 20 глава повторно имаме змијата, сега во еден обратен процес. Змијата ќе биде ставена каде? Во бездната. А кој е бездна? Кој е змијата, символ на змијата? Ѓаволот, пишува таму. 21 глава и 22 глава зборуваат за еден нов рај. Гледате, првите две глави зборуваат за рајот, последните две глави во Откровението исто така зборуваат сега за еден сосема нов рај. Каква била змијата во почетокот? Каква била змијата? Пред да го читаме овој цитат, само да ви прочитам, вели, змијата беше полукава, прва Мојсеева 3:1, полукава од сите полски животни, што Господ ги направи. Змијата беше полукава или од сите полски животни. Ајде да видиме сега каква била змијата во рајот и зошто Ева не се плашела. Сега ние возрастни се плашиме од змијата. Каква била змијата? Еве, овој цитат сега ќе го поделам. Змијата во тоа време била едно од најмудрите и најубавите созданија на земјата. Кој е животно денеска најубаво? Не знам. Може да има повеќе врсти кои се убави. Меѓутоа, гледате овде што вели во книгата Патриарси, односно Копнеж на вековите. Патриарси пророци, овде е грешка, значи треба да биде Патриарси пророци. Не е важно. Важно цитатот е овој. Имала крилја и додека летела низ воздухот, одблеснувала засенувачки сјај, бидејќи имала бои кои на сонцето се прелевале како измазнето злато. И затоа Ева била привлечена. Кога би дошла змијата со некои рогови, со некои страшни појави, таа би се тргла или би побегла. Овде вели, се одмарала во богато на чичканите гранки на забранетото дрво и се насладувала со неговите вкусни плодови. Тоа била сцена што го плени вниманието и го восхитува погледот на посматрачот. Така измамникот се вовлекол во градината на мирот и тука демнејќи ја чекал својата жртва. Интересно, според другите податоци на ова книга Патриарси пророци, пишува дека сатаната, односно Луцифер, не можел да ја куша Ева во другите делови на градината. Освен овде, во близина на тие неколку квадрати околу дрвото. Тука змијата ја чекала својата жртва.
Значи, не му било дозволено на сатаната да ја куша Ева, односно Адама, во другите делови на Едемската градина, освен кај дрвото од познавањето на доброто и на злото. И интересно, после проклеството што го добива не само човекот, туку и змијата. Кој е проклеството за змијата? Од прав си и за змијата тоа се кажува. Ке се влечеш по стомак. Интересно, денеска знаеме змијата како живе и како се движи. Но, што се случува сега кога Бог ја проколнува и самата змија? Од најубаво создание, на кое повеќе од сите полски зверови му се восхитувале, требало да стане најзамразена и најпрезрена од се што е живо. Од неа да се плашат и да ја мразат и луѓето и животните. И денеска навистина нема човек, браќа и сестри, кој не се плаши од змија. Има луѓе, така наречени херои, ги гледаме на телевизија, односно во тие документарни емисии, како ја фаќаат змијата, како со неа работат и така нато, меѓутоа во принцип секој човек се плаши од змија. И од тој миг змијата ќе стане символ за гревот, кога Бог ја проколне таму во Едемската градина. Едноставно, првите две глави, како што спомнав, го опишуваат рајот, во третата глава се појавува злото, се појавува змијата, се појавува ѓаволот, и во 20-та глава повторно змијата ќе биде ставена во бездна. Се мисли на ѓаволот. Повторно ќе биде ограничен. И 21 глава и 22 глава зборуваат за новиот рај. Рај и место каде што ќе нема пристап на гревот, ќе нема повторно зло и така натаму. И како што Мојсей во пустината ја подигна змијата, така мора да биде подигнат и Синот човечки, за секој што верува во него да има вечен живот. Интересно, денеска предмет ќе биде токму овој текст, браќи и сестри. Мојсей во пустината ја подигнал змијата. Како и кога тоа се случило? Подоста ќе читаме текстови. Ама интересно, змијата е таа која е символ на проклеството, од друга страна Мојсей ќе крене змијата и ќе биде повторно некој символ. И секој кој ќе погледне со што пишува таму? Со вера. Интересно. Затоа малце поделу ќе читаме библиски текстови. Очигледно, зошто ово го кажува Јован? Затоа што за секој жив евреин таа слика била многу позната во Стариот Завет. Кога имало епидемија на каснување на змии во шаторот Израилев, стотици илјадници умирале, Бог што ќе му каже на Мојсей? Еве да читаме текст, да видиме што каже во Библијата. Еве го овој настан. Додека одија од планината Хор по црвеноморскиот пат, за да ја заобиколат Едомската земја. Значи, Мојсей пратил представници во Едом да разговара со царот и му рекле стрикно, дозволени само пат да поминеме. Не ви бараме ни вода, ни храна, ништо, само патот копни да го користиме, за да не одиме околу. И како вест доаѓа од царот? Нема шанси. Кои сте вие? Нема шанси. И сега Мојсей бил принуден да направат нова стратегија на патување. Ќе го заобиколат Едом, а тоа траи месеци и години. Еве го текстот. Додека одија од планината Хор по црвеноморскиот пат за да ја заобиколат Едомската земја, душата на народот се измори од патот и народот почна да зборува против Бога и против Мојсей. Зошто не изведовте од Египет, за да изумреме во оваа пустина? Зошто? Зашто нема ни леп ни вода, а овој никаков леп веќе се згади на нашата душа. Зато Господ испрати меѓу народот змии отровници кои ги касаа, така што изумре многу народ од Израел. На крајот дојде народот кај Мојсеј. Сгрешивме што зборувавме против Јехова, против Бога, против тебе. Моли го Јехова да ги острани змиите од нас. И Мојсеј се помоли на народот, а Јехова му рече на Мојсеј, направи змија лутица. Змија лутица и постави ја на еден столб, па кога некој ќе го касне змија, нека ја погледне и ќе остане жив. Мојсеј веднаш направи бакарна змија, ја постави на столб,
Па кога некоја змија ќе каснеше некој човек, штом ќе погледнеше во багрната змија, остануваше жив. Замислете ова пустиња. Народ Израилев. Тука се тие, но почнале да негодуваат против Бога, против Мојсей. И ова книга, 4-та книга Мојсеева е наречена книга на негодување. Тој нов назив. Значи, книга кај што тие негодувале против тоа што се нашле во една таква ситуација. Почнал да викаат против Бога, против Мојсеј. И ако читате во 20 глава, како што спомнав пред малце, Мојсей побарал од едомскиот цар да поминат низината територија, но тие не дозволиле. И морале да одат сека околу. Тоа траело многу долго. Народот веќе бил изморен. Како таа храна што ја јаделе постојно, каква храна јаделе? Мана. Замислите колку е човекот склон и Божјата храна да ја нарече гадна храна. Што кажеле израелците? Што читавме? Ни се згади. Дали понекогаш условно кажено под наводници ни се згадува и нам, браќи и сестри, Божјата храна? И бараме други извори, бараме друга храна. Таму Бог вели, копате студенци, кладенци кои не ја гасат вашата жед. Понекогаш бараме храна, мислејќи дека таа храна ќе ги задоволи нашите духовни апетити. И сега, интересно, ова група на представници на израелци дошле кај Мојсей. Првин негодуваат, првин се лутат и потоа велат, како што читавме, ни се згадува и така натаму, но брзо се освестиле и вели, сгрешивме, Мојсей. Направивме навистина погрешни чекори. Те молам, кажи му на Бога да не опрости. Храната која паѓала секое утро, не морали жените да готват, не морали мажи да цепат дрва, не може да ложат огнови. Се било на тацна. Само нивно било да отидат и да ја соберат храната. Ова мана ни се згадила. Дали може да замислиме ова гледка, колку му било тешко на Мојсей, браќи и сестри? Мојсей кој цел живот посветил за Бога. 40 години во Египет, 40 години на подготовка во пустињата. Сега со нив 40 години тие викат, ти си крив, ти си виновен, ти не доведе овде Мојсей. Мојсей немал решение, но затоа тој решението постојно го барал кај Бога и Бог секојаш изнајдувал решение. Всушност, ако им била згадена ова храна, манат, а кого представува маната во Библијата? Денеска за нас маната што е? Божјата реч, Библијата. Во преносен смисол маната од небото кој паѓа Исус Христос. Всушност тие рекле, ни се згади Бог. Боже, ти ни се згади. Повеќе не ни требаш. И затоа една прилика посакале да се вратат назад, кај што има краставици, има кромит и што се не јаделе, а биле робови и безгласна буква. А сега им се гади ова небесна храна. Ние секоја сабота доаѓаме овде да се храниме од ова духовна храна. Секако ние се храниме преку седмицата, но посебно во сабота кога доаѓаме да се сретнеме, да се освежиме, да добиеме повторена духовна инфузија за сите 6 работни дена кои ги работиме. Еве што вели апостол Јован во 6 глава. Еве го текстот го имам овде прибележено. Јас сум лебот на животот. Исус вели, вашите прататковци јадеја мана во пустината, а сепак умреа. Овој лебот што слегува од небото, за човекот да јаде од него и да не умре. Јас сум живиот леб што слезе од небото. Ако некој јаде од овој леб, ќе живее вечно. А лебот што ќе го дадам јас е моето тело, кој ќе го дадам за животот на светот. Гледате, индиректно тие се побуниле против Бога. И кога ние, браќи и сестри, одбиваме да читаме Библијата, кога одбиваме да се храниме духовно, ние всушност ќе гладуваме и ќе се истоштиме и на крајот ќе папсеме, на крајот едноставно ќе се умориме. Денеска Бог ги повикува сите луѓе, без разлика каде живеат, без разлика во која црква одат. На Бога сите му се мили. И Бог вели, излезете народе мој,
и тие ќе го слушнат гласот. Оние, како што вели таму во Евангелието според Јована, ќе го слушнат гласот на вистинскиот пастир и ќе дојде секој овца кај својот пастир. Но да се вратиме на настанот. Доаѓаат кај Мојсија и му вели Мојсија така, така и така. Потоа вели сгрешивме. Бог сето тоа го слуша. Кога тие негодувале, дали Бог ја скратил маната? Не ја скратил, интересно. Не ја скратил. Неаме таков извештај. Меѓутоа, ајде малце да керекираме. Може би, тие негодувале и Бог вели одеднаш. Бог им вели одеднаш на израелците преко Мојсеј. Едноставно вели, доста е. Доста е веќе. Доста е. Ке ставам точка. Ке ставам крај. И затоа израелците се предомислили, вели Мојсеј, сгрешивме сега. Дај помоли го Бога да не истреби, да не уништи. Секако Бог не е човек, браќа и сестри, па да се однесува така како што ние велиме, доста е. Но Бог сега ќе им даде една јака, тешка лекција. Што ќе пушти? Читавме на почетокот. Ќе им пушти какви животни? Змии какви? Замислете пустиња. Па во пустињата постојано има змии. Не е тоа ништо ново, но сега тие змии кои тука биле, а тие не ги приметувале, зашто имале Божја заштита, сега Бог ја трга заштитата и змиите доаѓаат до изражај. Сега гледат змии. Интересно. Во кујната, во лебарникот, во подрумот, во тревата, секаде змии. Луѓето патат затоа што Бог, не затоа што Бог им праќа неволи, туку затоа што Бог ја трга заштитата. И неволите се тука. Докато пророштво вели дека во последно време ќе има се повеќе и повеќе несреќи, затоа што Божјиот дух постепено ќе се повлекува, ќе трга Бог својата заштита. И замислите, ја не знам дали некој од вас во животот доживел да биде каснат од змија. Јас сум видел личности кои биле каснати. И тука како две дупчиња на раката. Собирала таму во грмушките некоја особа и тука во тревата змија. И е спасена, благодарение на современата медицина. Брзо, знаете, има инекции или како се тоа да третира медицински, жената остана жива. Но овие, Библијата ги нарекува лути змии, златни змии, сребрени змии, кои имаат јак отров. Тоа е болно, постепено умирање. Интересно, 4 книга Мојсеева, 2 глава, 32 стих вели, тие змии биле серафим на еврејски, огнени змии, огнени. 600.000 мажи имало во логорот, без жени. Ако 600 мажи имале по една жена, колку се тоа луѓе? 1.200.000. Ако имало по едно дете, а сигурно имало повеќе деца, отприлика околу 2 милиона луѓе, може би сите не биле каснати од змии, но големо мноштво, голем број на луѓе биле каснати од овие смртоносни змии. Тоа се ширило меѓу логорот како овој вирус COVID-19. По цел свет се развива овој вирус. По целиот шатор, кај сите израелци скоро од фамилија имало некој каснато. Тоа биле болки, плачене, лелекање. Нема лек, нема серум некој да му убризга за да преживее или да се излекува. Замислете како хорор владеел во израелскиот камп. А овие змии, отровници, ги имало насекаде, во тревата, рековме, во куќите, во креветите, во подрумите, насекаде каде што се движиле. Ништо не може да работат, сите биле во страв. Знаете, кога некој ќе виде во куќите змија, јас знам, во една куќе наводно имало змии, иако не ја пронајдовме, јас отидов да ја барам, ама со страв. Наводно змија, ете, бидејќи се пронајдени она од змијата, што изфрлована, како се вика,
košula, така. И пронајдени се тоа, дали е смок или змија, не е битно, и таа особа се плашеше да влезе во собата. Па доаѓавме други, па баравме, па викавме, трубевме, белка ки, ама се со страв. Замислите. А ова стотици змии, илјадници змии. И затоа овде велат сега израилците, Мојсеј, сгрешивме против Бога и против тебе. Мојсеј, те молам, кажи му на Бога да ги тргне овие змии од нас, од нашите шатори. А Мојсеј може се подсмемнува под мустак што велиме, сега ве чекав. Сега ќе видите, баш ми е гајле. Ја немам проблем, може Мојсеј рекол. Дали така Мојсеј одговорил? Дали Мојсеј така ги примил во својата канцеларија и им каже, па тоа си го баравте. Па неле рековме пред малце дека ви се згади небесната храна. Сега јас не можам ништо да ви помогнам. Сега ми доаѓате, кога имате проблем. Браќи и сестри, Мојсеј така не реагирал. Интересно, Мојсеј толку духовен, толку силен, се издига на сите тие нивни проблеми. И тој ги смирува. И тој вели, нема проблем, ја ќе се молам на Бога за вас. Јас ќе ве застапувам. Но мора да сватите вашата вина каде е. Дека вие му негодувавте на Бога. Таа група дошле пред Мојсеј, представници на тие 12 племиња, дошле и го молат Мојсеј сега, тој да се застапува, тој да го моли Господа да најдат решение, зашто злото е во нивните шатори. Луѓето умираат и тоа необична смрт во големи болки. Прво решение да се реши проблемот е да се тргнат змиите. Но дали Бог ги тргнал змиите? Да или не? Не. Змиите останале. Раки и сестри, во нашите животи, ние се молиме, Боже, тргни го овој крст, тргни го овој проблем. Бог нема да ги тргне крстовите. Бог нема да ги тргне проблемите. Но Бог ќе ти даде сила да ги издржиш тие проблеми. Еве сега, од ова ќе се научиме. Мојсеј, односно Бог вели, Мојсеј, што имаш во раката? Имам стап. И сега Мојсеј, интересно, Бог не ги трга змиите, но против удар, на тој стап ќе закачиш змија. Каква таа змија ќе биде? Бакарна или железна или тамо вели бронзена и така натаму. Змија ќе закачиш. Бог, браќи и сестри, не ги трга крстовите од нашиот живот, но тој ќе ни понуди лек, да може тие крстови, тие проблеми да ги издржиме. Па имаме друг случај, само да ве подсетам за Павле, како се молел Павле, апостол Павле. Боже, тргни го трнот. Така, 3 пати го молел Бога. Бог вели, доста ти е мојата благодат. Ќе ти дадам сила да издржиш. И Павле си го носил тој трн до крајот на животот. Интересно, сега овде има поука за нас. Поука и за старите израелци, што требало да направат. Бог му вели на Мојсеј, кажи им, секој кој ќе погледне со вера во овој крст, односно во овој стап, во овој столб со змија обвиткан, ќе биде излекован, ќе најде олеснение и ќе биде, интересно, оздравен. Интересно, браќи и сестри, оваа слика на израелците постојано им се мотала во нивните животи. Бидејќи морале сега да покажат вера, тотална послушност кон Бога. Без послушност и денеска нема спасение, браќи и сестри. Ние може да ги правиме сите ритуали, и црква да доаѓаме, и дарови да даваме, и ова и она, но ако немаме вера, ако немаме послушност, не вреди ништо. Еве ќе ве подсетам на 2 настана од Библијата. Кога Елисије му кажува на Немана, сириецот, да отиде каде и што да направи? Да отиде на реката Јордан и колку пати да се искапе, да се нурне, 7 пати. А што тој вели? Зарем во Дамаск нема поубави реки, посилни, посвежи, поубави? Има, ама таму не е лекот. Тука е лекот, односно послушноста е во таа вода да се искапеш.
И дали послушал Неман? Секако. Да се сетиме на вториот пример. Ное по Божја наредба прави брод. 120 години. По логиката човечка. Невозможно горе на витечот да дојде вода. Па макар и да пукне браната, не дај Боже ова тиквеш, така? Тој брдо горе. Меѓутоа Бог му вели таму, на тоа брдо ќе направиш брод голем. Луѓето доаѓали му велели, Ное претера сега. Претера, кимало дожд, а до тогаш не видели тие такви реки, води или езера, односно големо количество на вода да паѓа од небото. Но Ное морал, браќа и сестри, да покаже вера. Тој, а и сите останати на кои тој им проповедал. Очигледно сега, еве ги тие две слики за Немана, значи тој отишол и се искапил во реката 7 пати. Ное проповедал 120 години и на жалост само семејството негово влегле во тој брод. И затоа Мојсей вели сега, секој со вера, кој ќе погледне во оваа бакарна змија, болката ќе му отпадне, односно ќе биде излекуван. И голем број на луѓе, браќи и сестри, биле излекувани. Голем број на луѓе биле излекувани. И едноставно, голем број од тие луѓе кои биле излекувани, успеале да влезат и во ветената земја, да ја поминат и она пречка на реката Јордан. Кога повторно Јордан се отворил како река и тие влегле низ коритото како посува земја и го наследиле местото каде што течи, вели Библијата, мед и млеко. Лекот кој овде е бил понуден од Бога бил тест за верата на старите израелци. Интересно, нема никаква логичност, рационалност, ако гледале во еден стап, една змија од бакар, да има некоја магична формула или лек за нивното здравје. Значи, понекогаш ние сакаме се човечки тоа да го правиме, но нашата логика не мора да биде секојаш со Божјата логика. Бог вели, имајте вера. И еве го текстот. Тој го правеше она што е исправно во Господовите очи, сето она што го правеше и Давид, неговиот прататко. Тој ги отстрани обредните височинки, ги искрши обредните столбови, го исече обредниот дирек и ја скрши бакарната змија, што ја беше направил Мојсей, зашто се дотогаш синовите на Израел за неа горја приноси и ја вика неуштан. Гледате сега, израелците од таа сцена, од тој символ што Мојсей го направил, веќе стотици илјаници години повторно ќе продолжат, што Бог рекол нема потреба повеќе, но ќе направат божество тоа. Гледате до кое време доаѓаме. Кој е тоа време? Времето на Давида. Се уште правеле такви вид распело, како денеска, ако одите во Хрватска и во некои други држави на запад, на раскрсниците постојат распела со Дева Марија, како мала икона, и тука луѓето застануваат и се крстат. Тоа имало и во стариот Израел. Не баш такви, но сепак слични. И еве, ја кревале бакарната змија и се молеле, и Бог наредил тоа да се уништи. Нема потреба повеќе, зашто тоа го правиле незнабожците. Тие се кланяле на змијата. И денеска во медицината, на апотеките, дали овој знак го имате видено? Столб и змија. Ако одете малце да истражувате, тоа е од паганизмот земено. Малце истражувајте по интернет, ќе видите од каде и како во медицината тоа е влезено. Интересно, ѓавот е многу лукав, браќи и сестри. Тој ќе не засени во почетокот, додека не оствари својата цел. 700 години израелците тоа ќе го прават. Повеќето пагански народи кои ги обкружувале израелците, едноставно верувале во плодноста и во мистичноста на таа сила, на таа змија бакарна што стои на столб. И затоа овде Бог ја уништува. Таа ќе биде, како што спомнав, значи, еве го овој знак. Го знаете овој знак. Го приметуваме едноставно и по апотеките и се користи како некој свој символ. Меѓутоа, позадината е многу интересна.
Сакам да нагласам дека овде, кога овој пастирски народ, израелците, кога пастирот, што носи со себе пастирот? Стап. А за една змија, односно за една овца, змијата може да биде смртоносна. Например, ако змија касне некој друго животно, може да преживее. Но ако касне овца, овцата може 100% да умре. И затоа пастирот носи стап. Себе да се брани, а да ги брани и животните кои ги чува. Но во духовен смисол, браќи и сестри, ова змија, која треба да биде символ, таа змија, што представувала опасност за израелците. Во 1 Мојсеева 3 глава 15 стих што пишува? И ставам непријателство помеѓу тебе и жената, и семето нејзино. Змијата што ќе направи со тоа дете што ќе произлезе од таа жена? Ќе го касне. Но што ќе направи подосна? Ќе застане, вели, на главата. Детето Исус Христос, змијата Христовата црква. Меѓутоа, кога денеска ние сакаме да отепаме змија, каде ударат луѓето? По пашката или по главата? На главата пишува таму. Сатаната успел Исуса да го касне на крстот, да му зададе смртоносен удар. Меѓутоа, со таа смрт Исус го победува ѓаволот. И денеска ние сме ослободени не од првата смрт, туку од онаа смрт, втората, она трагичната, вешата смрт. И затоа, браќи и сестри, змијата која ги гризе израелците предизвикала смрт, но змијата која ќе биде подигната на крст, а тој Исус Христос, тој крст ќе ни донесе олеснение, тој крст ќе ни донесе спасение. Гревот каса, гревот уништува, но крстот спасува, односно оној кој висел на крстот. Ние крст не обожаваме како крст, меѓутоа го обожаваме оној кој го дал својот живот на тој крст. И затоа овде Мојсей символично го најавува Христовото распнување. Мојсей символично зборува за оној Исус кој после неколку илјади години ќе го даде својот живот. И секој кој ќе поверува, вели апостол Јован, ќе биде спасен. И затоа денеска, еве го текстот, секој што верува во него ќе има или да има вечен живот. Исус е тој исполнение на 1 Мојсеева 3 глава 15 стих. Сите ние сме родени, сите ние сме задобили, браќа и сестри, угриз на таа стара змија, на ѓаволот. Гревот влегол штом ние сме се роделе и ние сме заразени со тој грев. Но за да бидеме спасени, Бог овој символ го трансформирал во извор на ослободување и на живот. Ние мора и треба, браќа и сестри, да земеме трансфузија на нова крв, условно кажано, од крвта на Христа, за да бидеме спасени. Ако некој му е затрована крвта, што се прави со неговата крв? Се прочистува, му се дава нова крв да живее физички. А бидејќи ние сме инфицирани со тој грев, нам не е потребна силна вера во Исуса Христа. И интересно, кога Мојсей ја подигнал таа бронзена змија, вели текстот, дали автоматски луѓето били излечени? Не. Имало луѓе кои не верувале во тоа и рекле, не гледам таму. И се останале во болките и умреле. А оние кои погледнале со вера и послушност, секако, биле излекувани. Затоа, денеска многу луѓе ќе умрат за вечност, не затоа што биле грешни, туку затоа што не се покаяле, затоа што не верувале и затоа што не биле послушни на Божите упатства и на Божите совети. Еве ова карта ни го доближува времето и местото како патувале старите израелци. Гледате, тука е Египет, значи овде е Египет и ова линија може да следите како се движи. Гледате, може ли вака брзо да заминат, да отидат во ветената земја, но поради нивната непослушност, во прв мак би рекле, но и второ, спротивставување на локалните водачи, односно цареви на тие држави. И морале, гледате, да прават заобиколница, доле да се спуштат, а потоа повторно горе. И затоа им било потребно, секако, ради нивната непослушност, 40 години да патуваат кон ветената земја.
Послушността е много важна, браќа и сестри, денеска кон Исуса Христа. Дали ние се подготвени да го слушаме Исуса Христа? Интересно, овде Бог го раздвои од Црвеното море, им дава мана, тие велат ни се згади, понатаму им дава вода, убава, свежа, питка вода, тие повторно негодуваат против Господа и едноставно покажуваат тотална непослушност. И сега оние кои погледнале со вера во тој крст биле излекувани. И затоа денеска за нас христијаните погледот кон Исуса ни донесува прво излекување од нашите гревови, второ нов живот на земјата, кога човек ќе се предаде во Христови раце, поштова нов живот. Павле вели, старото помина, ете се ново создавам. А во овој смисол тие продолжиле со своето патување кон ветената земја. И трето, нов живот на небото. Они кои погледнале кон змијата, влегле во ветената земја. Нека Господ ни помогне, браќи и сестри, и нам денеска тие три работи да ги исполниме. Послушност, односно вера, послушност и целосна преданост на Господа. Ако сакаме да бидеме излекувани, ако сакаме нов живот на земјава да добиеме, а секако нов живот и на небото. Интересно, во времето на израелците, тие не користеле модерна медицина да се излекуват, зашто немале услови во пустињата. Второ, не користеле ниту некоја алтернативна медицина. Немало лек. Единствен лек го понудил Бог преку Мојсеј. Значи, Библијата ни кажува, тоа бил лекот да со вера погледнат во таа бакарна змија, односно оно што Мојсеј го направил. Денеска прашање за нас, браќи и сестри. Кој лек ние ќе го користиме за да се излечиме? Треба да примеме инфузија, односно трансфузија на нова крв, на крвта на Исуса Христа, кој никош не погрешил. И ние тоа го правиме секои 3 месеци. Во символика зборувам. Исус рекол, јадете и пиете, зашто е моето тело, ова е мојата крв која се пролива за мнозина. Ние всушност на тој начин го обновуваме нашиот живот на оваа земја. И еден ден, што вели таму во Матеја последните глави, на новата земја кој ќе ни служи? Самиот Исус Христос ќе ни служи и ќе биде достапен за сите нас. Кого ние денеска ќе пратиме, браќи и сестри? Кој пат ќе го следиме? Патот на Исуса, кој тој го трасирал, патот кој тој го прогласил дека е безбеден. И затоа Господ да ни помогне, како што вели овде, ајде да го прочитаме тој текст пред да завршиме во Псалам 119 глава, 11 стих, еве што вели овде царот Давид. Ги запишал овие зборови. 119:11. Во срцето го запазив Твојот збор, за да не сгрешам против Тебе. Мојсей бил верен на овие зборови. Тој ги потикнал израелците и тие да бидат такви. Тој услов за да влезат во она ветевна земја во Палестина. Но за да влеземе во новата Палестина, условно каже, во новата земја, во новиот град Јерусалим, потребно да ја прифатиме раката на Исуса Христа. Кого ние ќе следиме? Исус вели, јас сум патот, вистината и животот. Нека Господ, браќа и сестри, ни помогне да навистина да гледаме во Христа. Само ако гледаме во Христа, Павле вели, ќе се преобразуваме од ден на ден како што е тој. Нека му е вечна благодарност на Господа за ова поука преку старите израелци, кои со вера и со послушност погледнале во тој крст, односно во тој столб, во таа бакана змија и добиле физичко излекување. Да гледаме ние во Христа, да може да бидеме излекувани од тој грев, односно таа губа на гревот, еден ден да бидеме со него во вечноста. Амин.